Додека течат законските рокови за институционално решавање на проблемот во училиштето во Ваксинце, околу 100 ученици понатаму остануваат без настава и во втората недела од бојкотот. По полемиките околу здравствената состојба на наставничката по англиски јазик СС, родителите инсистираат дека нема да ги вратат децата на училиште, а во исто време директорот на училиштето не ја суспендира наставничката за да се овозможи непречено одвивање на наставата до конечен епилог. Дерisa inspektorati i arsimit nuk e thot atë që duhet me thonun, edhe derisa ata nuk japin dokument që profesoresha është që duhet largohet, ne nuk mund të marrim përgjegjësi. Na përgjegjësi për gjithë profesorët s'marrim. Na I vizitojmë dhe përcjellin përpas drejtorit shkollën e vizitojnë edhe inspektorët të arsimit, e vizitojnë edhe këshilltarët. Deri tash kur fare vrejtje s'ka pas, edhe derisa s'ka vrejtje ne nuk mund të largojmë punëtorët sa që kujtin tekat. Тој заедно со Советот на родители на ова училиште денеска се обратија до Инспекторатот за образование во Скопје, како што и најавија, ја доставиле медицинската документација за наставничката, како и петицијата од родителите. Инспекторатот за образование денеска ја прими предметната документација и по нејзино разгледување веднаш ќе организира инспекцијски надзор на лице место. Согласно постапката, специјална комисија ќе ги води процедурите за верификација на документите, систематски здравствен преглед и врз основа на резултатите ќе бидат преземени конкретни чекори поврзани со ова прашање. Но броењето на деновите долго за децата од 1 до 5 оделение кои без своја вина остануваат надвор од образовно-воспитниот процес. Родителите оценуваат дека безбедноста на децата е приоритет. Не се принда мамон кemi marrë iniciativë të shkojmë më tutje. Nëse s'ka zgjedhje ne prap do bojkotojmë. Po, është e drejtë. Jo ne jemi të obliguar mi mbrojt fëmijët tanë. Qëllimi kryesor është sigurisë kemi. S'ka nëse vena e prap fillon dhe fëmijët ndihen të sigurt. Përmes peticionit kena kërkuar edhe largimin, po edhe me një faron mënyrë institucionale të zgjidhet problemi. Ndoshta me një test të mirëfillt psikologjik, I cili është organizuar nga vetë Ministria e Arsimit dhe jo nga institucione private ose ordinanca private. ТВ21 ја поседува целата документација и го следи случајот чекор по чекор, се до враќањето на учениците во училишните клупи. Инаку во подрачното основно училиште во Ваксинце, во последните месеци има незадоволство поради аномалии во наставата по англиски јазик, при што се бара разрешување на наставничката СС. Родителите се повикуваат и на полициски извештај за нејзино исчезнување, пошто следувало боледување со невролошки извештај и нејзина рехабилитација. Нејзиното враќање по полугодието не беше прифатено од родителите, кои веќе 10 дена го бојкотираат наставниот процес.